Ракот на дојка вообичаено се смета за женска болест. Но тоа не е така. Во продолжение ви донесуваме доказ дека ракот на дојка може да се јави и кај мажи. Арналдо Силва не бил загрижен за малата грудка што ја напипал на градите. Дури неговиот лекар му рекол дека е масно ткиво. Но тоа масно ткиво растало. Силва побарал мислење од друг лекар. Биопсијата покажала дека тој има рак на дојка. Рак на дојка кај маж, тој бил шокиран. Мажите немаат дојки, така размислувал. Но мажите имаат ткиво на дојки, вели хирургот Шарон Розенбаум Смит. Сите мажи имаат такво ткиво и кај сите има можност да се развие рак на дојка. Кај мажите ризикот е помал, заради што многу мажи претпоставуваат дека не може да добијат и нивниот рак, според Националниот институт за канцерогени заболувања, често се открива во подоцнежна фаза. Друга причина за забавената реакција кај мажите е чувството на срам. Не може да зборувате за тоа, зашто луѓето запрепастено реагираат. Откако ќе го доживеете тоа доволно пати, се откажувате. Но неизборувањето за тоа е лошо за пациентот и за неговото семејство. Силва открил дека е носител на ген што во голема мерка ги зголемува шансите за рак на дојка и кажал на неговата 32 годишна керка Ванеса. Таа отишла на снимање и кај неа е откриен рак на дојка. Со неколку денови разлика и таткото и керката се оперирани. Започнале со хемотерапија заедно. Си давале поддршка еден на друг. Тоа било пред една година. Сега обајцата се ослободени од болеста, но продолжуваат со снимање секој 3 месеци зашто сакаат така и да остане. Со надминување на стигмата и публикувањето на својата приказна, Арнолдо Силва сега помага да се спасат многу други животи на мажи.